И како што веќе најавивме, емисијата во делот на дебатите и интервјуата ја продолжуваме со разговор со универзитетскиот професор по медицински науки Андон Чибишев, кого го имаме на линија. Професоре, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден. Многу поздрав од клиниката за токсикологија, поздрав до вас во студиото и до сите гледачи на телевизија 24. Добар ден, професоре. Во однос на главното прашање кое се поставува во државата целиот овој период, генералното прашање прво е како ние сега се справуваме со пандемијата. Според експертите, ние сме во четвртиот бран, земјава ја кости делта варијантата на вирусот. Како според вас сега ние го поминуваме тој пат од аспект, се разбира, на здравствениот систем? Жал ми е што морам да кажам дека не се справуваме добро со пандемијата. Некогаш подобро, некогаш полошо, напати дури и хаотично, и резултатите од тоа такво, да речам, делумно неорганизирано справување ги гледаме секојдневно по бројот на ново заразени и за жал по бројот на починати пациенти. Здравствениот систем, уште од почетокот на пандемијата, малку неспремно влезе во справување со корона кризата, која што практички го зафати целиот свет. Меѓутоа, помина веќе година и пол или некаде околу 18 месеци од кога почна оваа криза и имавме, чинам, доволно време во овој временски период кој што е прилично долг и во кој што нели имаме досега еве четврти бран на подем на заразени пациенти, малку повеќе подобро и поорганизирано да се подготвиме, да се спротивставиме на пандемијата, која што навистина доведе до пореметување практички во сите сфери на општеството, да не зборувам значи за општествениот живот воопшто, за економијата и така натаму. Да, како што вие кажавте, професоре, имавме време помеѓу брановите, бидејќи ако на почетокот не бевме подготвени ниту ние, ниту целиот свет, на некој начин овој SARS-CoV-2 вирус е новина за целата наука, па така и за здравствените системи, но помеѓу брановите имавме време да научиме, имавме време да се адаптираме, имавме време подобро да го подготвиме системот за да го амортизира напливот на пациенти, но зошто не го направивме тоа? Видите, навистина не би можел да одговорам на ова прашање баш прецизно. Мислам дека ќе биде добро да им го поставите на надлежните. Меѓутоа, уште од почетокот на пандемијата, ние некои мерки кои што се состојат во основата на епидемиолошката наука, не ги превземавме. Значи, кога нас коронавирусот ни е донесен од надвор. Значи, ако добро се сеќаваме, вирусот практички го донесува нашите граѓани кои што работат надвор од Република Македонија, кои што се заразија некаде во странство, да речеме во Италија, и оттаму добар дел од тие наши граѓани немаат здравствено осигурување во Италија, само работат таму, беа принудени да се вратат во државата за тука да се лекува. Значи, во стартот ние немавме никаква контрола на тоа кој влегува во државата и кој излегува. Немавме контрола на, да речеме, на аеродромите, каде што практички требаше да се постави првата брана на трансмисија на вирусот од надвор во нашата држава. Тоа не се направи. Кога целиот свет ги повикуваше државите да тестираат што повеќе, за да се ограничи трансмисијата на вирусот. Значи, да се детектираат оние првични случаи кои што можеа да се стават во изолација, да се стават сите нивни контакти во изолација, да не се шири инфекцијата. Ние тоа не го направивме. Тестиравме во ограничен број, за помалку да се прикажуваат болни. Мислам дека тоа беше основната грешка. Меѓутоа, првиот бран заврши,
и ние ништо не научивме од него, дури не научивме и од следните, од вториот и од третиот. А во оној период на привидно смирување на пандемијата, требаше да се превземат некои чекори со кои што на некој начин ќе ограничевме болеста и ќе ги заштитевме граѓаните помалку да бидат изложени на нејзе. Значи, прво, многу доцна успеавме да набавиме вакцини. Во периодот кога сите држави се обидуваа, односно бара, молеа, се уа по фармацевските компании да обезбедат што поголем број на вакцини за да може да го имунизираат своето население, ние не го правевме тоа. Чекавме некаков одговор од Кина, која што нели ни вети определена бројка на вакцини со кои што сакавме да имунизираме, па нешто ни ги откажуваат договорите, па после бевме принудени да ги вакцинираме дури здравствените работници со вакцини кои беа донирани од Србија, од Австрија, од Бугарија. Меѓутоа тоа беше минимална бројка која што многу малку придонесуваше да ширењето на инфекцијата да се ограничи. Друго, ние имавме уште еден голем проблем. Имавме наплив на голема бројка на пациенти, а ограничен капацитет за згрижување. Заради тоа, државата превзема мерки и монтираше модуларни болници, кои што во почетокот, кога има голем наплив на пациенти, може да завршат голема работа. Меѓутоа, ние не можеме и сега, после четвртиот бран, да се ослонуваме на модуларните болници, кои што се времени објекти, во кои што има најминимални услови за згрижување на тешки пациенти, посебно пациенти на кои што им е потребна полуинтензивна или интензивна нега. Професоре, само би ве прекинал малку, токму ова сакав да ве прашам, ова ми е едно од главните прашања за модуларните болници. Сега, после ова што се случи во Тетово, што мислите вие, бидејќи има различни мислења. Надлежните велат дека модуларните болници не само што треба, туку мора да продолжат со работа, бидејќи нема друг начин како да се згрижат тие пациенти кои се во нив, додека дел од вашите колеги лекари велат дека тие се апсолутно небезбедни, додека не се заврши истрагата, дека треба да се затворат. Кој е вашиот став? Јас сметам дека модуларните болници како времени објекти можат да помогнат во почетокот. Значи, во почетокот, кога имаме наплив на голем број на пациенти, а немаме здравствени капацитети да ги згрижиме сите одеднаш. Меѓутоа, ние требаше да го искористиме овој временски период кој што помина и да оспособиме здравствени капацитети во државата во кој што ќе можевме да згрижуваме вакви тешки пациенти. Значи, ние имаме голем број на здравствени капацитети кои што не се во употреба, а имаат подобри услови од модуларните болници. Имаме такви на кои што со мали интервенции, градежни, технички, можеа да се оспособат да згрижуваме таму пациенти. Па еве, не треба многу ние сега да измислуваме нешто, еве да ги погледнеме како реагираат државите во нашето обкружување, во нашето соседство, еве да ја погледнеме Србија. Не сакам да зборувам за тоа дека Србија обезбеди толку многу вакцини да не само што го имунизираат своето население масовно, туку ги повикуваа и сите соседни држави да доаѓаат кај нив да се вакцинираат. Меѓутоа, надлежните во Република Србија направија и ковид болница. Значи, оспособија голем број на здравствени објекти кои што дотогаш или нема доволно услови за згрижување вакви пациенти и тие со мали интервенции ги оспособија, дури и изградија и нови објекти во кои што згрижуваат ковид пациенти. Јас не знам, јас како здравствен работник секојдневно практички од минута на минута ја следам ситуацијата со оваа криза, бидејќи работам во таква институција која што згрижува такви пациенти. Не сум слушнал дека некој нов, стар да речеме некој капацитет здравствени способен да може да згрижува ковид пациенти, туку ние комплетно се ослонивме прво на шаторска болница која што беше
донација од војската, од владата на Норвешка, која што тогаш, ако се сеќавате на првиот снег се сруши, а потоа се ослонивме на модуларните болници. Мислам дека модуларните болници можат да помогнат, меѓутоа не можеме ние како држава, како здравствен систем да се ослониме на модуларните болници. Мораме да имаме здравствени капацитети кои што ќе пружат подобри услови и во кои што пациентите ќе може да им се пружа поквалитетна здравствена услуга. Професоре, гледам дека неодамна и вие самиот пишувавте во однос за смртноста. Ми се чини дека ова прашање никогаш не остана јасно одговорено зошто има земјава толку висока стапка на смртност од COVID-19 за време на целата пандемија. Имено според статистиките, Македонија е на самиот врв на светот по смртност, што е навистина не само бизарно, чудно, туку и симптоматично. Зошто е тоа токму за земјава? Што е тоа толку различно што во земјава се прави за разлика од другите здравствени системи, но за жал, доколку тоа било еднаш, два пати, еден месец, една недела, можеме да речеме дека се работи за некакви статистички грешки, но тоа е константно. Еве и најновите бројки, повторно Македонија е прва во Европа по смртност, во светот ми се чини беше четврта според последните податоци. Зошто е тоа така? Еве надлежните кога објаснуваат, кажуваат неколку фактори. Еден е дека пациентите одат доцна во болница, второ дека тие што починуваат се со коморбидитети. Но ми се чини дека насекаде е тоа така, отприлика. Што е тоа толку различно кај нас? Видите се, ова е моje мислење од тоа што јас како здравствен работник долгогодишен го следам во јавноста она што се случува кај нас и она што се случува прво во нашето окружување, а потоа во целиот свет. Ништо не е поинаков менталитетот на граѓаните кај нас и во Србија, во Бугарија, во Албанија и да речеме во Босна и Херцеговина. Сите имаме од прилика ист менталитет во однос на своето здравје и во однос на тоа кога ние ќе преземеме некакви мерки за да го заштитиме своето здравје. За жал, вие ги кажавте бројките, статистиката е екзактна наука која што дава прецизни податоци и ние за жал сме во Европа први по смртност, а во светот сме негде четврти, што е прилично загрижувачки. Она што јас можам да го кажам во однос на смртноста е тоа што ние имаме неколку големи проблеми во однос на менеджментот на овие пациенти и во однос на третманот на овие пациенти. Прво, 18 месеци сме во пандемија, а ние се уште немаме официјални протоколи за лекување на оваа инфекција. Еве, отворите на интернет, сите држави имаат направено протоколи кои што нели ги обновуваат на известен временски период, како доаѓаат информации од светот во однос на ефикасноста на некоја терапија, тие се апдейтираат. Меѓутоа, кај нас тоа не се прави. А пациентите од првиот контакт со матичните доктори, па се до терцијарна здравствена заштита, кога се хоспитализирани во инфективните оделенија и интернистичките оделенија, секој ги лекува пациентите онака како што смета дека во моментот е најдобро. Мислам дека тоа е еден од проблемите заради кои што имаме повисока смртност, затоа што, знаете, некој смета дека за одреден симптом кој што ќе се појави во, да речеме, во одреден период од болеста, треба да се даде една терапија, друг смета дека треба да се даде друга терапија и тука мислам дека се прават огромни грешки. И уште еден голем пропуст за кој што јас јавно имам зборувано, ние немаме доволно специјалисти, односно едуцирани кадри кои што можат да водат тешки пациенти на кои што им е потребна не само кислородна подршка, туку вентилациона подршка, а тие пациенти кои што не можат сами спонтано да дишат или дишат
многу слабо им паѓа сатурацијата, знаеме сега сите што е сатурација или заситеност на крвта со кислород, немаме доволно едуцирани кадри кои што тоа можат стручно и високо професионално да го работат. Тоа е уште еден пропуст кој што го имаме направено во овие 18 месеци. Требаше од старт да пуштиме, карикирам, 30 млади доктори на некоја краткотрајна најбрза обука на која што ќе бидат оспособени да водат пациенти на респиратор. Значи, респираторната машина е многу комплицирана за менаџирање. Значи, тоа е цела наука која што треба добро да биде совладана за да може пациентот ефективно, солидно да биде поставена таква машина и да се води додека болеста не ја изгуби својата силина и додека не почне спонтано да диша. И тоа не го направивме и затоа мислам дека ние практички ги губиме пациентите кои што во текот на инфекцијата се комплицираа со тешки облици на пневмонија, која што го компромитира дишењето и пациентот практички умира заради некомпетентно, односно слабено дишење. Кога таквите пациенти би се поставувале на респираторна машина и ефектно би се воделе, мислам дека смртноста ќе биде многу пониска. Професоре, во однос на респираторите, кај нас на почетокот на пандемијата се објавуваше статистика колку пациенти се на респиратори, па подоцна тоа прекина да се прави. На инфективната клиника ми се чини дека прекина и да ставаат пациенти на респиратори, тие останаа само во 8 септември. Ова што вие сега го зборувате, веројатно е причината зашто тоа е така, но надлежните тоа никогаш не го призна. Има статистики, да речеме од околните земји, да не одиме многу понатаму, каде процентот на вадење на пациенти од респиратор се движи 40-50%. Видов процент, например, на Универзитетскиот клинички центар во Бања Лука, каде имало успешност од 64% од вадење на пациенти од респиратор. Кај нас таа статистика не се ни кажува, бидејќи веројатно е многу поразително. Па видите, веројатно е поразителна статистиката наша и затоа и не се зборува за статистика. Инаку, како што вие сега кажавте, ако отворите да видите другите центри, другите држави како ги третираат овие пациенти кои што имаат потреба од вештачка вентилација, ќе видиме дека таму има пациенти многу кои што се на респиратори, кои што практички благодарение на респираторот се ја надминуваат на криза, го надминуваат оној најопасниот дел од ковид инфекцијата. За жал, кај нас тоа не се прави, меѓутоа морам да истакнам дека и во почетокот на пандемијата имаше многу јавни дебати во однос на тоа дали пациентите треба да се стават на респиратори или не, а целата светска наука беше ставена во функција да се дефинираат третмани кои што се најпогодни за пациентите. Меѓутоа, морам да кажам дека некои неодговорни мои колеги излегуваа јавно и кажуваа дека пациентите не треба да се ставаат на респиратор затоа што респираторот бил извор на инфекции, па ќе навлечеле некоја друга инфекција од која што потоа многу тешко ќе се извлечат, дека вирусот ќе сме го победиле со природниот имунитет. За мене тоа многу несериозно ако не е подкрепено со соодветни научни истражувања. Меѓутоа, пак велам, целата светска наука е ставена во функција на справување со ковид пандемијата и податоците кои што доаѓаат од светот, од научни трудови кои што се објавуваат во најпрестижните медицински светски списанија, говорат дека во одреден период пациентите кои што респираторно закажуваат, треба да се стават на респиратор, затоа што респираторот е практички единствена можност тие да се одржат во живот и да се направи обид во тој период додека тие се загрозени, животот загрозени, да се извлечат од
инфекцијата. Меѓутоа, ние имавме и друг проблем, немавме доволно респиратори, па набавувавме и па имаше, па немаше, па не знам, на царина биле, па не биле, па Бразил ни ги заробил. Тоа е многу широка тема, мислам дека ќе изгубиме многу време ако ја елаборираме. Меѓутоа, заклучокот е дека ние практички прво немаме доволно капацитети во кои што имаме соодветни респираторни машини на кои што може да се ставаат пациенти. Тој дел од здравствениот систем ни е ограничен, а друго мислам дека и немаме доволно едуциран кадер за да работи на тие респираторни машини. Чекај секунда. Професоре, во однос на вакцинацијата, ние како земја ми се чини дека достигнавме еден лимит кој го достигнаа повеќето земји и во околината. Сега некои земји на западот имаат поголем степен. Дојдовме до некои 40%, се движиме некај 50%, но ми се чини дека тука некаде ни е лимитот. Кога ние знаеме дека терапија, ефективна терапија за оваа болест се уште нема и дека единствен спас, единствен начин да се оконча пандемијата е вакцинацијата на некој начин, како сега понатаму? Што да правиме сега понатаму? Како да ги убедуваме луѓето да се вакцинираат кога не сакат? Вака сега, државата требаше да превземе повеќе мерки за не да го убеди туку да го поттикне населението, граѓаните што повеќе да се вакцинираат. Требаше да се направат, да се организираат дебати, да се направат спотови во кои што ќе им се пренесеше на граѓаните информацијата дека крајот на пандемијата можеме да го видиме само тогаш кога добар дел од населението, да кажем 70 или 80%, ќе бидат или имунизирани или ќе имаат прележена болест и ќе имаат одреден степен на имунитет. Инаку ова уште многу долго ќе трае ако тоа не го постигнеме. Ние имавме големи проблеми околу вакцините. Знаеме дека некаде во мај месец 2021 година почнавме посериозно да имунизираме, затоа што дотогаш немавме доволен број на вакцини. За поздравување е тоа што надлежните на некој начин обезбедија повеќе пунктови на кои што можеше да се прими вакцина, меѓутоа мислам дека малку е направено во тоа да се мотивираат граѓаните што повеќе да се вакцинираат. Тука пак ќе се вратам на несериозноста на некои мои колеги кои што јавно или по медиуми или на социјалните мрежи, знаете сега главните информации се вртат по социјалните мрежи или на Facebook или на Twitter, јавно кажуваат дека нема потреба да се вакцинираме, дека ова болест е обичен грип, дека не знам ќе поминела за неколку месеца, па ќе сме се смееле после зашто сме се плашеле толку. Мислам дека тоа многу придонесе граѓаните на некој начин да се плашат да се вакцинираат. Тоа што е нова вакцината, и тоа малку имаше свој удел, меѓутоа мислам дека нашите надлежни институции не вложија доволно напор да ги мотивираат граѓаните да се вакцинираат. Јас меѓу првите се вакцинирав и имам примерно и втора доза, и ако треба, ако светската наука утврди дека треба да примаме и трета доза ќе примам, затоа што вакцината не може 100% да не заштити од болеста. Меѓутоа може во многу висок процент да не заштити од тешка форма или не дај Боже од смртен исход од болеста. Ако немаме примена вакцина, тогаш целата работа е оставена само на сопствениот имунолошки систем, кој што во тој момент може да биде на некој начин неподготвен да се протистави на болеста и да настанат несакани последици, па дури и да се изгуби живот. Затоа сметам дека повеќе треба државата да вложи напор, да ги активира сите можни институции, да ги мотивираат граѓаните во што поголем број да се вакцинираат.
Професоре, кога спомнавте некои ваши колеги кои зборуваат и на социјалните мрежи и во јавноста, како за вакцинацијата, така и за самата болест, кои ја минимизираат болеста, ја минимизираат опасноста, повикуваат дури да не се вакцинираат граѓаните, дали мислите дека тука некако затаи и лекарската комора? Бидејќи лекарската комора имаше соопштенија во таква насока, но во однос на големината на пандемијава, на оваа здравствена и општествена закана без преседан, ми се чини, каква што сме немале во последните 100 години, дали мислите дека направија прилично малку, дека требаше да бидат многу поактивни во однос на медицинската фела? Апсолутно се сложувам со вашата констатација. Еснавската комора, нели лекарската комора, не само што не направи малку, туку практички ништо не направи. Еве, јас не се сеќавам да има некое значајно соопштение или некоја акција која што ќе организира лекарската комора во која што во прв ред ќе се заштитат здравствените работници, посебно докторите кои што се во првите борбени линии, фигуративно да се изразам, значи во првата линија на одбрана и зачувување на здравјето на граѓаните, кои што секојдневно работат со ковид пациенти, кои што ги прегледуваат, дијагностицираат, ги третираат. Не се сеќавам, еве, поправете ме ако имало некакво соопштение или некаква акција со кој што тие ќе се заштитат. Друго, лекарската комора требаше да биде носител на активностите во кои што прво ќе се мотивираат сите здравствени работници да се вакцинираат, а потоа да се мотивираат сите останати граѓани што побрзо да се вакцинираат, за да го постигнеме тој фамозен имунитет на стадо со кој што практички ќе ставиме крај на пандемијата, како што направија некои европски држави. Веќе некои европски држави, еве ќе ја земам за пример можда Шведска или Данска, каде што добар дел од мерките кои што биле на сила во поглед на заштита од ковид пандемијата, веќе се укинуваат и тие полека се го враќаат животот во нормала. Кога тоа кај нас ќе се случи, јас не можам да предвидам, затоа што навистина мерки многу слабо се превзимаат или се превзимаат мерки кои што даваат половични резултати или пак се прават се превземаат мерки кои што дозволуваат некои активности кои што одат директно на зголемување на бројот на заразени. Да, професоре, за крај, како да има ли надеж за подобро менаџирање на здравствениот систем, бидејќи ова е прашање, ова е болка, ми се чини, која имаме веќе со децении, со секоја влада, со секој министер имаме проблеми, имаме дилеми, сега сме среде пандемија, малце вонредна состојбата во ред, но ми се чини дека проблемите се повторуваат. Сме имале министри од повеќе фели, сме имале, најчесто се тоа лекари од вашата професија, но сме имали и од други, но ми се чини дека горе-долу состојбата не се подобрува, па како да направиме исчекор од оваа ситуација, да влеземе во едно подобро менаџирање на здравствениот систем, да ги унапредиме работите и за вас, кои работите во него, и за пациентите? Видите, моје мислење е дека ние имаме капацитет, имаме кадар кој што може многу подобро и сериозно да се справи со пандемијата. Основно е, а мислам дека тоа правило важи во сите сериозни организирани држави, справувањето со пандемијата да се остави на стручните лица, односно на науката. Кај нас чинам дека малку и политика има вмешано во справување со кризата, а тоа еве ќе го потврдам со тоа што председателот на нашата комисија за заразни болести излезе јавно и кажа дека мерките кои што комисијата, која е составена од професионалци, во комисијата седат добар дел од луѓе кои што цел живот се занимаваат со оваа проблематика, предлозите кои што ги даваат
на владата не ги прифаќа, односно не ги спроведува мерките кои што тие ги предлага. И тоа мислам дека е основната причина која што нас ни прави проблем во однос на ковид пандемијата. А треба подитно да се професионализира, кога велам да се професионализира, да во Комисијата за заразни болести влезат професионалци со големо искуство, такви Македонија има, епидемиолози, микробиолози, инфектолози, интернисти, кои што на дневна основа ќе следат пандемијата и ќе даваат предлози на владата, кои што владата нема да смее да ги одбие. Значи, не може владата да носи одлуки кои што се спротивни на одлуките на стручњаците. Тоа е недозволиво. Значи, додека владата не ги спроведува тие мерки, ќе имаме проблеми. Тогаш кога ќе почне да ги спроведува, мислам дека состојбата можда нема да се реши ситуацијата, нема да се решат сите проблеми, меѓутоа многу од проблемите ќе се ублажат. Да, професоре, ви благодарам на разговорот. А и јас ви благодарам што ми дадовте можност да проговориме малку на оваа тема. Имајте убав ден и се надевам пак ќе се видиме, пак ќе разговараме на некои можда други поведри теми. Секако да се надеваме и за тоа, ви благодарам.